Во ова издание на Newsflash ке гледате. Конгресот не успеа да донесе легислатива за реформите во полицијата и една година по убиството на афроамериканецот Џорџ Флојд. Меѓународниот извоз на бурбон, американско виски што најмногу се произведува во Кентаки, опадна како резултат на трговската војна што започна за време на администрацијата на поранешниот претседател Доналд Трамп. Возењето велосипед добина популарност изминатата година. Дали се развива нов вид на сообраќајна култура? Останете со нас и ќе дознаете. Поздрав од Вашингтон, јас сум Јован Чанаумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Американскиот конгрес не успеа да донесе легислатива за реформи во полицијата и една година по убиството на афроамериканецот Џорџ Флојд. 9 минути и 29 секунди. Толку време беше потребно Џорџ Флојд да почине како последица на полициска бруталност што мобилизираше милиони демонстранти низ светот. Но и покрај рокот што го постави претседателот Џо Бајден, Конгресот се уште не може да усвои легислатива за реформи во полицијата во чест на Флојд, една година по неговата смрт. Важно е кога ќе се најде на потписка претседателот Бајден да биде издржано парче легислатива, а не само да се запази конкретен датум. Ќе работиме додека не ја завршиме работата. Главен проблем во преговорите е концептот за имунитет кој ги штити полицајците од прогон поради несоодветно постапување. Работиме одблизу со сите страни на Капитол Хил. Го почитуваме и времето што им е потребно на преговарачите да најдат заедничко решение. Законодавците не успеа да постигнат договор минатото лето за истите прашања во време кога се случуваа протестите поради смртта на Флојд. Неговото семејство се сретна со претседателот Бајден една година по убиството. Не треба да бидеме еден против друг, туку сите треба да сакаме подобра полиција, таква што ќе му дадеше на Флојд можност да дише. Ако се усвои оваа легислатива, би можела да донесе и национален регистар за несоодветно однесување на полицијата, како и забрана на техники кои го отежнуваат дишењето на лицата при полициско приведување. Меѓународниот извоз на американското виски бурбон опадна како резултат на трговската војна што започна за време на администрацијата на поранешниот претседател Доналд Трамп. Дали Бајден ќе успее во преговорите со Брисел да ја подобри трговската слика со стариот континент? Бурбонот Джеймс Пепер е стар колку и самата Америка. Првично основан за време на Американската револуција. Актуелниот собственик Амир Пеи вели дека од 1780 година оваа посебна марка бурбон од Кентаки поминала низ устните на многумина познати американци. Ова е омилен бренд на поранешните претседатели Улис Грант и Ендрю Джексон, како и многу други. Сепак, производството се затвори во 1960-тите, откако семејството Пепер го напушти бизнисот и продажбата опадна. Но со популарноста на бурбонот дома и во странство, Пеи виде можност за повторно лансирање на историскиот бренд во 2008 година. Повторно отварајќи го производството во 2017 година, по милиони долари вложени во реновирање, Пеи сакаше да го зголеми својот удел на пазарот на меѓународно ниво. Иако уделот беше само околу 10% од нашиот бизнис во 2017, видовме можност да се прошириме. Всушност, мислевме дека можеме да го зголемиме на околу 20% во 2018 и 2019. За да го стори тоа, тој создаде линија за пакување виски во шишиња од 700 мл наменета за Европа, за која шефот на Сдруженијето во Кентаки, Ерик Грегори, рече дека е профитабилен извозен пазар. Во просек имавме раст од 20 до 30% секоја година во Европската унија. Но потоа, вели Пеи, неговите соништа за проширување биле прекинати со тешката реалност на глобалната политика. САД воведоа царина за производи од челик и алуминиум од голем број земји, вклучително и од Европската унија, а Европа возврати со царина за американски производи. Вклучувајќи го и бурбонот. Од 2018 година неговата тарифа е 25% во Европа. Осакатувачки. Ова е нешто што никогаш не го очекував. Грегори вели дека продажбата на бурбон опаднала за 35% на глобално ниво и дека уште оди надолу.
Царините на Европската Унија требаше да се удвојат од 25 на 50% на 1 јуни, но тоа е запрено додека администрацијата на Бајден преговара за поширок трговски договор. Проблемот со кој се соочуваме во моментов е целиот увоз на виски што доаѓа во САД е без царина за следните 4 месеци. Во меѓувреме имаме се уште 25% од нашиот извоз. Целта на индустријата е да се врати на нула царина. Ние само сакаме враќање на слободната и фер трговија. Сакаме политичарите да седнат на маса и да решат оваа работа. Дотогаш Амир Пеј се обидува да се справи со неизвестноста создадена од трговската војна, за да може да планира долгорочно. Трговската соработка ќе биде на врвот на агендата за време на првото патување на председателот Бајден во Европската Унија на средба во Брисел во јуни. Возењето велосипед доби на популарност изминатата година. Дали се развива нов вид на сообраќајна култура? Возењето велосипед е фантастично. Не е премногу топло, уживате во сонцето, но и во ветрецот, миризбата на свежо искосена трева, на скара, на ковачи. Секакви мириси доаѓаат до вас. Започнав многу мал, од 4-годишна возраст, со велосипед одев на работа со години. Тоа ми беше превозно средство додека не купив автомобил. Со автомобилот се исклучувате од светот. Тоа не можете да го направите со велосипед додека сте во сообраќај. Дури мислам дека тоа ве прави подобар возач на автомобил зашто сте повеќе свесни за светот околу вас. Сакам да возам велосипед и сакам таа љубов да ја споделам со други. Ја основав Maverick Charities за да ја вратам на заедницата да ги проширам можностите за другите луѓе. Склучивме партнерства со други организации кои помагаат на осуденици, на оние кои излегли од затвор за повторно да може да застанат на нозе. Некои од нив не може да имаат возачка дозвола. Ќе донираме 50 велосипеди на јавните училишта во општината Лаудон. Нашата прва донација од 50. Планираме тоа да го правиме 2 пати годишно. COVID-19 на велосипедизмот му даде шанса. Bicycling in the United States has been increasing over the last decade or two in certain cities. Велосипедизмот беше во подем последните 2 децении во градови како Минеаполис, Сан Франциско, Портланд, Вашингтон. Доби дополнителен поттик во несрекната криза со COVID. Многу луѓе беа затворени дома со потреба за физичка активност и се свртеа кон велосипедот за рекреација. The more people ride their bikes, the more likely drivers. И луѓе кои одат на работа не се чувствуваат веќе удобно во јавниот превоз. Се повеќе луѓе возат велосипеди и се повеќе возачи познаваат велосипедисти или самите се велосипедисти. But it may be your friend or your work colleague and you can Развивме нов вид на сообраќајна култура, затоа што велосипедистот повеќе не е некој непознат, туку пријател, колега. shorter than 2 miles. Околу 40% од сите дневни возења со велосипед се под 2 милји. Например, едно возење со велосипед е од дома до работа или на пауза од работа одите да купите ручек. Велосипедот дава големи можности во градовите да се избегнат автомобилите. Колку повеќе заедницата вози велосипед, толку повеќе ќе ужива во заедничкото возење велосипед. На крајот не зближува. Велосипедите отвараат можности, не прават поблиски меѓусебно. Тоа беше се за денес. За повеќе информации следете не на социјалните мрежи. Не заборавајте да ја посетите и нашата веб страна glasnaamerica.com. Пријатно!